Проректорот за настава на Штипскиот универзитет професор доктор Мишко Џидров денеска уствари средба со директорот на Францускиот институт во Скопје Емануел Рембар. Од заедничката средба произлегоа плановите за во иднина, конкретно во насока на промовирање на францускиот јазик како дел од студиските програми на универзитетот, но и интензивирање на соработката во насока на поголема размена на студенти преку овој културен центар. Францускиот јазик се изучува на Универзитетот Гоце Делчев, но кои би биле следните чекори за подобра соработка во наредната година, освен како предмет да имаме испраќање на повеќе студенти во Франција, изјави проректорот за настава на УГД Мишко Џидров. Конкретно зборавме за неколку чекори во текот на наредна година, кој што би било со промовирање повеќе на францускиот јазик на нашиот универзитет, со некои заеднички активности. И се до тоа ќе се спроведе во тек на 2020, со тоа што во 2021 година веќе со новите акредитации на студиските програми ќе имаме веќе изборен предмет кој што ќе го слушаат сите наши студенти. Средбата беше многу продуктивна затоа што утврдивме план според кој ќе го промовираме францускиот јазик и неговото изучување веќе од наредниот семестар, изјави директорот на Францускиот институт во Скопје Емануел Рембер. Très amical, ça c'est déjà bien. Значи, она за што зборувавме беше фактот дека оние студенти кои ќе го изберат францускиот јазик наредниот семестар ќе добијат подршка од наша страна со културни активности, значи дали е тоа пристап до книги, понатаму до францускиот филм, но исто така да не ја заборавиме и гастрономијата, односно ќе имаат можност да го вкусат и француското вино и сирење. Не е голем бројот на студенти кои сега го изучуваат францускиот јазик, тоа е изборен предмет, вели проректорот Џидров, но очекува бројот да се зголеми со наредните акредитации со кои францускиот јазик ќе биде изборен предмет за сите факултети на Универзитетот Гоце Делчев.